треба да ги разгледува амандманите и дали пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија имале право да поднесат амандмани или не. Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги пратеници, оние кои што се уште мислите дека Македонија треба да има собрание, треба да има деловник, треба да има устав. Овај документ под реден број 08583/2 од 22 јануари 2018 година, подпишан од господинот Талат Џафери. Во документот се вели следното: ви известуваме дека врз основа на член 164 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, а во врска со член 173 став 3 од Деловникот на Собранието, амандмани по Законот за употреба на јазиците може да поднесувате најдоцна во рок од 2 дена пред денот определен за одржување на седница на Собранието на Република Македонија, односно до 27 јануари 2018 година до 16 часот и 30 минути. Тоа значи дека господинот Талат Џафери самиот со свој подпис потврдил дека пратениците можат да поднесуваат амандмани по овој закон во оваа фаза од читање. Значи пратениците можат да поднесуваат амандмани, подпис господин Талат Џафери. Член 173 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Ставот 3 вели: по повторното разгледување на законот, тоа е ова, повторно разгледување на законот, амандмани може да се поднесуваат само во врска со укажување на председателот на Републиката. Почитувани представници на медиумите, почитувани пратеници, бар оние на кои што се уште им значи Република Македонија да има собрание, ова е укажување од председателот на државата. Го имате добиено сите. Председателот на државата од полно право, гарантирано од Уставот и од над 550.000 гласови, укажува на собранието дека законот кој што помина во предходна фаза, законот за употреба на јазиците, во 19 своји членови е неуставен. Тоа право председателот го има врз база на Уставот на државата. Пратениците од оваа страна на салата поднесоа амандмани исклучиво на тие 19 члена, за кои што председателот на државата укажа дека се неуставни. Нема ниту еден амандман поднесен на член на законот за кој што председателот на државата не укажал дека е неуставен. Значи, повторува, подпис на Талат Џафери дека пратениците може да поднесат амандмани, укажување од страна на председателот на државата, Деловник, 173 член, став 3. Би сакал неколку работи да споменам. Ве молам, имајте разбирање. Во постапката за донесување на овој закон неправилно беше употребено европското знаменце, заради тоа што не постои европска регулатива за употреба на јазиците. Тој што го предложил законот со европско знаменце, тоа е владата на Република Македонија, направило прекршување. Тој што дозволил таков закон со европско знаменце, без да го врати предлогот до владата и да им укаже дека немате регулатива на која што се повикувате, што бара Деловникот во еден од своите членови, направил класично прекршување на Деловникот. Понатаму, побаравме јавна расправа. Да не спомнувам имиња. Неколку од пратениците на СДСМ ветуваа, се крстеа во Господ дека ќе има јавна расправа во ова собрание. Јавна расправа во ова собрание немаше по овој закон. Матично тело за разгледување на овој закон е Комисијата за политички систем, не Комисијата за европски прашања. И тоа е според одлуката за формирање на работни тела. Трето прекршување. Четврта работа, филибастеринг, терминот кој што го користиме, односно прекршување и одолговлекување на расправата во ова собрание, не ја направи пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Ја направи лично господинот Артан Груби и господинот Реджел Исмаили на Комисија за европски прашања, кога не дозволија
во рокот од 3 дена ниту еден амандман да дојде да се произнесе Комисијата за европски прашања. Си игра играчки со еден амандман на беса 3 дена. Не е смешно. Не е смешно. Класичен филибастеринг. Ниту еден амандман во второ читање на ВМРО ДПМН, од кои што 83 беа единствени. Значи не беа 35.000. 83 амандмани суштински. За ниту еден амандман Комисијата за европски прашања не се произнесе. Тоа е филибастеринг. Ви помина времето. Знам дека ми го помина времето, ви најавив дека малце ќе го долго говорите, ве добивте минута и мислам дека е коректно добивте минута да се искажете. Уште неколку позиции и завршувам. За да се разјасни за јавност. Вие ги знаете сите прекршувања што се направени заради јавност. Расправата во повторената постапка за законот треба да се води според член 153 од деловникот, кој што вели за секој амандман се води претрес и се гласа одделно. Став 1. Став 2 вели ако на иста одредба, не на ист член, на иста одредба од предлог на законот се поднесени 2 или повеќе различни амандмани, за амандманите се гласа според редот по кој се поднесени. Ако со некој од амандманите се предлага бришење на одделна одредба, има и такви, од предлог на законот, прво се гласа за тој амандман. И ако амандманот се усвои, не се гласа за другите амандмани. Благодарам. Привршувам, господине Джафери. Член 67 од Уставот на Република Македонија. Ве молам, стрпете се, бар дозволете да зборувам. Ако не дозволувате да предлагаме, дозволете... Баравте, пропишувате 3 минути, ви дадав 4 минути и пол. Најавив, господине Джафери, ве молам да не акриваме нервоза. Привршете, еве 5 минута ви оди, процедурално 3 минути е пропишете. Впрочем се повикувате на деловник, 3 минути ви е за процедурално, ви дадов, еве 5 минута ви оди. Благодарам. Привршете. Благодарам за трпението. Член 67 од Уставот на државата, Уставот 2 вели: председателот на собранието го представува собранието, се грижи за примена на деловникот на собранието. Се грижи за примена на деловникот на собранието. Ви читав делот. Ја жалам што господинот Джафери го избра токму, почитувани колеги пратеници од СДСМ, жалам што господинот Джафери го избра токму 14 март, денот кога УЧК почна да пука на Тетово, како ден на кој што треба да се изгласа. Тешко е, се извинувам на сите, кои што им ги погодуваат чувствата, да јас и вчера предупредив на овој момент. Затоа, господине Джафери, имам еден процедурален предлог. Благодарам. Имам процедурален предлог и завршувам. Собранието е свесно дека носи неуставен закон. Пратениците, сите до еден се свесни дека кршат дело. Врз база на одлуката за формирање на работни тела, господинот Джафери, врз база на надлежностите на Комисијата за мандатно-деловнички прашања, отварам спор за примена на деловникот и барам Комисијата за мандатно-имунитетни и деловнички прашања да се произнесе во врска со можноста или неможноста да се поднесуваат амандмани и да се расправа. Вие ова барање врз база на одлуката за формирање на работни тела мора да го прифатите. Не сме на таа точка, само да ве подсетам. Без разлика, сите знаеме зашто сме собрани денеска. Процедурално. Господине Джафери, значи ме прекинавте минута и пол од тоа време каде што ми го дадовте. 7 минута ви оди. Секако вие намерате да Не ми е намерата. Сакам во едно јавување. Добивте 7 минута ви оди. Што ве прекинавте? Сакам во едно јавување заради јавноста, заради медиумите, заради граѓаните и заради пратениците. Благодарам. Сакам во едно јавување да не се јавувам 3 пати, а имам можност и 3 пати да се јавувам. Благодарам. Дека е коректно вака. Благодарам. Затоа ви велам врз база на одлука која што има донесено ова собрание, каде што даваме надлежност при прозивка на спор за спроведување на деловник, да ја стопирате седмицата и да свикате комисија за мандат и деловнички прашања, каде што ќе се разгледуваат сите аспекти и ова ваше писмо со кое што не повикувате да поднесувате амандмани и укажувањето од председателот ви благодарам. и Уставот на државата.
Вашето тврдење дека собранието не е надлежно да разгледува прашања дали е законот уставен или не е уставен, е целосно неточно, исто како на работници во фабрика да им кажете не е нивна надлежност да гледаат дали произведуваат исправни или неисправни делови. Благодарам. Собранието мора да се труди до максимум, кога има бар еден пратеник кој што укажува на неуставност на закон, да се труди до максимум законот да биде уставен. Тоа е од формална природа, од политичка природа, господине Џафери. Вие не дојдеме на таа точка, ќе ви одговорам, колега Илија Димовски. Благодарам сега и биете коректни, така што бев коректен, ви дадов, еве, 9 минута ви почнало. Да ја завршам оваа мисла и ќе завршам. Ослободете ја говорницата. Господине Џафери, ако сакате да изигрувате улога на нотар, вие можете да изигрувате таа улога на нотар. Но вие сами сте се нафатиле да седите на тоа столче. Тоа столче значи дека тој што седи на тоа столче треба да се грижи собранието да работи според деловник, според устав и да зачува ред на работите во собранието и да зачува комуникација. Доколку вам ви се битни само партиските интереси на ДУИ и гласовите кои што ги добивате или не ги добивате на одделни избори, вие треба да си ја продолжите постапката, да го прекршите деловникот, да го прекршите уставот и да го уништите собранието на Република Македонија, кој што после таков обид ќе изгуби комплетна смисла. Едно од основните права на граѓаните на Република Македонија, одстапено на пратениците, е пратениците да имаат право да предлагаат. Пратениците да имаат право да предлагаат. Вие, господине Џафери, тоа најдобро го знаете, кога за законот за бранители поднесовте 15.500 амандмани. Од тој парламентарен состав има пратеници кои што седат на оваа страна, има пратеници кои што седат на оваа страна. За среќа, колега Илија, има пратеници кои што седат, 10 минута ви тече, кои што седат во овој ред и кои што паметат како вие со 15.500 амандмани постапува. Благодарам. Господине Џафери, она што било право за вас. Благодарам. Ќе ве молам, Илија, ќе ве молам, напуштите ја говорницата. Илија, ви помина сите рокови по 3. Колега Илија, благодарам. Илија. Благодарам, Илија. Одамна си веќе исклучен, Илија, од микрофон. Прво и основно таа точка апсолутно не е отворена и кога ќе дојде на таа точка ќе можете. Илија, јас бев прекоректен, ти дадов време, не ти одземав ништо, никакво право не ти одземав. 12 минута сте на говорница и мислам дека бев прекоректен. Илија. Илија, Илија,
Илија, мисля дека е коректно да се напуштиш говорницата. Благодарам. Благодарам, Илија. Благодарам, Илија. Благодарам. Благодарам. 26 точка. Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини по скратена постапка, второ и трето читање, поднесен од пратениците Лиљана Поповска, Маја Мурачанин, Мери Лазарова, Ивана Туфекџиќ, Кетис Милевска, Ирена Стефовска, Горан Милевски, Павле Богоевски, Сашко Атанасов, Диме Велковски и Ферит Мујич. Овој предлог на закон ќе се разгледаме што се создава деловнички можности. Точка по која барате пауза апсолутно и не е отворена. 27 точка. 27 точка. Предлог на закон за изменување и дополнување на закон за продажба на земјоделското земјиште во државна собственост по скратена постапка, второ и трето читање, поднесен од пратениците Јован Митревски, Реџај Исмаили, Диме Велковски и Сашо Костов. Преминуваме на одлучување по предлогот на законот во целина. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласаа 62 пратеници, сите 62 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе законот за изменување и дополнување на законот за продажба на земјоделското земјиште во државна собственост. 30 точка. Предлог на закон за изменување на законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, прво читање, поднесен од пратениците Костадин Костадинов, Ѓулем Серкасапи, Костадин Ацевски, Татјана Лалчевска, Никица Корубин, Мирослав Јовановиќ, Муамед Зекира, Мира Стојчевска, Ферид Мујич, Аги Муртезанов, Милева Ѓорѓиева, Петар Атанасов, Панче Иванов, Бетјане Китев, Лидија Тасевска, Благоче Трпески, Хари Локвенец, Томислав Тунтев, Александар Кирацовски, Сонја Мираковска, Јован Митревски, Горан Милевски, Ристе Ташев, Алија Камберовски, Далибор Богдановски, Татјана Прентовиќ, Лиљана Поповска, Сашко Атанасов, Мери Лазарева, Диме Велковски, Јагода Шахпанска, Катерина Кузмановска, Славица Шуманска Митева, Кетис Милевска, Бети Рабаджиевска, Наумовска, Жаклина Лазаревска, Фросина Ташевска Ременски, Анета Симевска Димовска, Ивана Туфекџиќ, Ирена Стефовска, Маја Мурачанин, Јулијана Николова, Илија Николовски, Горан Мисовски, Сашко Костов и Самка Ибраимовски. Предложениот заклучок го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме.